Здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Денеска ве носам или се наоѓам пред тврдината во Смерево, една од најмистичните тврдини што сум ги посетил и тврдина која крие огромен број на тајни. Во ова видео ќе пробаме да разгонетнеме некој од нив, да расчистиме и да видиме што всушност се случило тука, а е толку голема тајна и е толку прикриено. Гледајте го видеото, одиме да истражуваме и да разоткриеме некои неверојатни работи за оваа тврдина. Прво, почнуваме со тоа колкава е тврдината. Тврдината се простира на 11 хектари, односно тоа се некои 11.000 квадратни метри. Значи тоа е огромна тврдина. Мислам дека има над 25 кули и ѕидови со која е обширена, кои се дебели и до 4 метра. Значи се работи за колосална градба. И замислете, оваа градба е направена за само 2 години. Замислете, тоа ни кажуваат, иако во близината тука нема никаде камења и ни кажуваат приказни дека камењата се носени од некои 50-80 километри далечина со помош на сплавови, бродчиња и така натаму, и за 2 години успеале да направат оваа колосална градба. Значи, јас често патувам, ги истражувам овие тврдини и до сега не сум зборувал на оваа тема, но сега сакам да зборувам зошто нас како генерација ни е скратена вистината, односно ни продаваат такви идиотски приказни за нашето минато и нашата историја, општо и светската историја, кои никако не поминуваат. Меѓутоа, ете, од мали ни ги ставаат во глава и ние ги прифаќаме. Еве, зарем вие верувате дека оваа тврдина е направена за 2 години? Уште поинтересно за оваа тврдина е тоа што ни кажуваат дека некаде во 15 век била освоена од султанот Мурат I и дека оваа територија потпаднала под турско владение. Јас слушам такви слични приказни за сите тврдини што ги среќавам, дека биле освоени, дека биле превземени од некој подосна, тој не владеел тука. Меѓутоа, јас мислам дека до 19 век ништо не знаеме за нашата историја, па така сите тие освојувачи, сите тие освојувања јас ги ставам под знак прашалник. Прво, затоа што никаде немам најдено докази за насилно освојување на овие тврдини. Еве ќе ја земеме за пример оваа тврдина. Значи, тука наводно 3 месеца се вршела обсада на ова место, на Смедеревската тврдина, и при тоа биле испукани 1.000.000 куршуми код оваа тврдина, безброј топовски ѓулиња код оваа тврдина, и еве, после толку години нема ни еден остаток од куршум, ни една грмнатина на овие ѕидови. Океј, кажано е дека е реставрирана оваа тврдина, меѓутоа ни еден единствен остаток од куршум нема. Еве, сега ќе одиме и ќе бараме дали има остатоци од куршуми. А воедно ќе ви покажам и уште една многу чудна работа која што забележав за оваа тврдина, а која што ја поддржува мојата теорија, дека ова не бил толку силен одбранбен објект и дека не бил никогаш освоен насилно. Ако прашање дали воопшто и бил освоен. Ајде сега одиме да видиме под ѕидовите дали ќе најдеме остатоци од куршуми или било што покажува на насилно превземање на оваа тврдина, и ќе ви ја покажам работата која што јас ја приметив, а е многу чудна, која што ја потврдува мојата теорија. Па ајде, одиме.
Значи, ете, ја прошетав скоро целата тврдина во потрага по остатоци од таа фамозна опсада и верувајте, не најдов ни едно дупче, не најдов ни еден куршум, не најдов ни едно ѓуле од топ, иако се испукани илјадници наводно на оваа тврдина. Како и многу други тврдини што сретнав, така и оваа нема докази за никаква опсада и нема докази и ова не изгледа дека е одбранбен објект, повеќе изгледа како објект кој што треба да чува нешто внатре, отколку да се брани однадвор. Тоа е поради своите прозори кои што ги има. Така да, мене сите овие тврдини ми немаат никаква логика. Што мислите вие за ова? Пишете во коментар слободно, да развиеме една мала дебата и на оваа тема. А тоа што ми падна најчудно за оваа тврдина, за која што кажуваат дека била една од најдобро заштитените тврдини во Европа, тоа се овие прозори зад мене. Како би можело тврдина да има прозори, а да ни кажуваат дека било тешко освоива и дека била завземена и дека наводно тие се бранеле од нешто. Јас едноставно не можам да најдам логика во овие тврдини. Сите што ги посетувам, дали некои што се на 2000 метри надморска височина, дали овие што се рамничарски, во сите нив гледам услови, нешто да се зачува внатре и едноставно да се заштитат, јас мислам, од животни. Овие тврдини не се направени да се заштитат од поголема воена сила. Како што гледате зад мене, оваа тврдина едноставно има прозори насекаде, па така поголема организирана војска лесно би можела да навлезе во тврдината преку овие прозори, да ги убие сите внатре или да ги зароби и да си ја завземе тврдината. Така да, ништо од тоа што ни кажуваат за овие тврдини, мене ми нема логика. Меѓутоа, како и да е, во секој случај, овие тврдини се преубави. Се убави за гледање. Мене, како што кажав, ми будат мистерија. Такви чувства и си ги истражувам и уживам секако во нивниот изглед, ако не друго. Па ете така, надвор од мистеријата, да уживаме малку во неверојатната градба на оваа тврдина. Сега ќе ви покажам една изолирана мала тврдина, која што изгледа неверојатно. Има ѕвездена форма и е издвоена од главната тврдина. Пајде, одиме да ја посетиме и таа мала преубава тврдина и се враќаме да го одјавиме видеото и да се поздравиме како што е ред. Ете така, вие покажав и оваа неверојатна тврдина, се прошетавме малку, уживавме во незината убавина, барем јас уживав, и секако ги погледнавме работите од некој друг агол кој што го кријат од нас, кој што неќат да го знаеме. Јас тука го завршувам видеото. Вас на сите ви благодарам што гледавте, ви благодарам за поддршката и секако да ве потсетам да станете членови, да го лајкнете видеото, да се претплатите на каналот и се што може да направите за мене, а јас ќе продолжам да правам се што можам за вас и така взаемно ќе си соработуваме и ќе си напредуваме. Дали во вистината, дали во мистеријата, дали во работите што ги кријат од нас. Во секој случај, ние сме генерација која што најмалку има
допир до вистината, односно генерација на која што највеќе и се кријат работи, како што кажав. А толку до ова видео, да не филозофирам многу, се гледаме во некое мое наредно видео. Уживајте до тогаш и ви посакувам секое добро.